Тоа Петар ти ме си. слободно кога. Зашо не си го најавиш подкастот? Не, нема. Не ќе ме мрзи тоа слушање интро е. Да, така кој секој го скипнува. Никој. Сакаш ја место те. Кога било може да почнеме? Или почнати сме? Супер. Почнати сме. Добро, па ајде тера. Ај, добар ден. Добар ден, hello. Тебе си. Одлично ти? Одлично. Добро. 5 точки. Најако. Да. Добро. Сега како ти влагаш во фитнес светот, бидејќи си тренер, како почнаш и не знам кој е твојот пат? Да си раскажам оно Слободно, на долго. слободно. Првично бев економски факултет, амбициозен да завршам економија од причината што ме интересираат пари и сакам да бидам менаџер и директор еден ден. Доаѓа корона, сваќам дека не сакам тоа да го правам и не сакам да го учам со сила. Доаѓа момент кај што онака седнувам и мора да одберам као лево е добриот пат, десно е лошиот пат и мора сега да видам по кој пат ќе одам. И седнав и се прашав кој е Антонио, шо пре Антонио, у тоа време исто вежбав. Највеќе од времето го посветував на YouTube, читање артикли, исхрана, тренинг, бидејќи прилично бев незадоволен од тоа како изгледам, сакав да ставам мускул, не ми одеше, правев грешки, така дојде момент да бидат ставени на лист факултет ДИВ и факултет психологија, пошто нели мора да се студира нешто ради дома да се оправда образот. Ми оди со луѓе, комуникативен сум, сакам да вежбам, оставив тоа да преспие 24 сати и утре дента беше као јас се пишам на ДИВ, почнам да го работам ова, да се трудам, да работам персонален тренер пред се и почетоците беа прво со Herbalife, тука научив доста работи и после тоа се свичнувам, значи онлайн менторство и персонален тренер у теретана, така да тоа е почетокот пред негде скоро веќе 4 години. Нема 4, ама скоро 3 месеци, 3 години и неколку месеци, така нешто. Веќе работам како фул, значи тренер, тоа ми е работата, тоа ми е лајфстајлот, тоа ми е животот, тренер и онлайн тренер. Супер. Јас, ајде да почнеме сега некако од исхраната, прво да фатиме. Може. Кои се макро-микронутриенти и, пример, сите знаеме протеини, масти и аглехидрати. Ама што конкретно прават тие суштински во нашето тело? Што се случува кога имаме еден избалансиран оброк? Јасно. Ќе почнам прво од макронутриентите, од протеини, масти и аглехидрати. Секој макронутриент е исклучително важен за нашето тело да функционира како што треба и на оптимално ниво. Протеините прво пластично ќе ги објаснам и просто за да може секој да ги разбере, се како цигли кога градиме куќа, значи сите сме слушнали дека без протеини нема мускули, сите ги форсираат што повеќе протеини. Тоа е точно, да, значи без протеини нема да изградите мускули и добро тело, исто како што без цигли џабе ви е малтерот, нема повторно да изградите куќа. Јаглехидратите исто се примарен извор на енергија како за нашето тело, така и за нашиот мозок, после тие се трансферираат во глукоза и таа глукоза нас не снабдува со енергија и мастите се исто непримарен извор на енергија, но исто така битен извор на енергија и за она што јас ги давам на секој клиент минимум 1 килограм по бодивејт или 0,8 по бодивејт е за добар хормонален баланс. Толку не би се задржувал нешто премногу. Треба и протеините и мастите и аглехидратите да бидат дел од нашата секојдневна исхрана, да биде тоа избалансирано, да биде доволно подесено според човекот, според потребата, онолку колку му е потребно, ниту еден макронутриент не би го исклучувал тотално, барем не на долг рок, у некој период окей, но на долг рок ниту еден макронутриент не сметам дека треба да биде исфрлен, затоа што ако нешто фали, негде ќе си повлече тоа и ќе имаме некаков си проблем. Никој не ти гарантира, но најверојатно. Да, дефинитивно. Истото и со микрос, витамини и минерали. Микронутриентите се витамини и минерали. Витамините може да ги поделиме на витамини кои што се растворливи во вода и витамини кои што се растворливи во масти. Витаминот С и витамините B1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 се растворливи во вода. Витаминот С е исклучително важен за имунолошко здравје, за синтетизирање на колаген, да, обавезно кој да пие колаген, значи со витамин С да се земам, мора да се облечам, и витамините Б, кои што глобала помагаат за подобра апсорбција на храната и значи ја подобруваат енергијата, затоа што имаме подобра апсорбција и користење на храната.
Што испуштив минералите, минерали оние кои што се битни, калциум, калиум, магнезиум и натриум. И минерали утраги се железо, цинкот, селенот и јодот. И тоа е тоа, антиоксиданти и фитонутриенти. Тоа е тоа. Дали мислиш дека треба, например, за витамините најчесто дека на своја рака ги примат? Дали треба на своја рака или можеби со некој постручен? Пошто дефинитивно треба со постручен, ама зошто? Па не се види дека постручен. Не мора да ти ги препише тренер или нутриционист као витамин С, сите знаеме, илјадарка витамин С и тераш, као тоа е генерално, некој пат у ретки случаи може да се зима. Јас у малку понапорни денови зимам и 2000 мг, затоа што служи исто за редукција на стресот. Витамин С и тука битен ноут, витамин С немојте да зимате после тренинг, затоа што на тренинг идеме, правиме стрес и тоа е инфламација за нашето тело. Ние сакаме нашето тело природно да се избори со таа инфламација, така да после тренинг немојте да зимате витамин С, сабале со доручекот или пред легнување. However, али немојте после тренинг, оставите таа инфламација да се изработи у нашето тело и телото природно да се избори. Така да не мислам дека треба некој стручен да ти ги препише, али мислам дека се зимаат лоши од аспекција лоши, не лоши некоја фирма, туку мултивитамини зимаат луѓето, кои што мислам дека не е добро да зимаш ти цел спектар на витамини Б, например, ретко кој има потреба да суплементира витамин Б или А или К, ретко кој има, и затоа препорачувам само поединечно да се зимаат или некој добар склоп на цинк, магнезиум, ашваганда кој што е добар, витамин Б кој што е добар, 12 конкретно кој што е добар склоп конкретно за предспиење, за подобро за спивање, за мелатонинот, за подобра регенерација, за human growth исто така. Така да мислам дека не треба зимаат премногу и премногу таков склоп на витамини и минерали. Јас ќе кажам кои јас се must have со мои клиенти у работа и кои јас ги користам. Тука ќе почнам одма витамин С, нацот, да ето тоа мислам дека ретко кој го знае нацот, стана популарен во короната и почнав јас од тогаш да го истражувам и да го користам со клиенти, од тогаш е must have со секој клиент. Нацот е N-ацетилцистеин, ацетилцистеинот е аминокиселина која што е главен прекурсор, значи таа аминокиселина мора да има у нашето тело за да нашето тело го произведе најакиот антиоксидант, глутатионот, се вика тоа е антиоксидант. Може би некој ќе помисли се одма зашто да не го зимаш глутатионот, али не, има и форма на глутатион, значи подобро е нац, бидејќи без оваа аминокиселина ацетилцистеинот нема нашето тело да го произведе глутатионот. Многу добар суплемент исто и за црн дроб, значи генерално за имунолошко здравје препорачувам, тоа е исто must have, цинк, сите знаеме зашто е добар цинкот. Омега 3, кожа, коса, ногти, на нашето поднебје не јадеме многу сифуд, така да препорачувам омега, магнезиумот дефинитивно, мислам дека ако ме праша еден човек, значи еден суплемент да одвојам кој е најдобар, дефинитивно магнезиумот, инволвиран преку 300 биолошки процеси у нашето тело, како у функција на нерви, така у функција на мозок, у функција на мускул. 1/3 се состои магнезиумот се наоѓа во нашите митохондрии, кои што тие понатаму нас не снабдуваат со АТП. Магнезиумот, цитрат, конкретно постојат оние магнезиум директ, значи што сме ги пиеле порано, немајте, тоа е форма на магнезиум оксид, значи сега е докажано магнезиум цитратот дека е најпознат магнезиум бисглицинат, значи тие две форми гледајте да ги взимате. Не се плашете ако има некој 100 или 50 мг оксид, окей, али примарно гледајте да бидат барем 250 до 300 мг изворот да биде магнезиум цитрат. Сега можеби тука некој заборавам, окей, креатинот дефинитивно би го препорачал на некој што вежба барем 8 месеци, небитно дали машко или женско, значи креатинот се состои 95% у нашето тело, али 5% се наоѓа во мозокот, што е исто докажано дека креатинот делува и когнитивно, не само на мускули. Друг суплемент веј протеинот, више мислам дека вејот не се ни рачуна као протеин, буквално може да го пие по новите генерации. Да. Али секој може да го пие буквално као од новороденче до мајка што дои, мајка со проблеми, као нема никаков проблем, докажано е тотално сейф се суплементите. Друго, можеби нешто заборавам, ако имаш нешто, некое прашање конкретно за некој суплемент. За суплементи искрено неам, ама има една, ги спомна нели микроси, макроси, Да. суплементи, ама има една многу интересна дебата, дали калорија си е калорија. Пример, ако јадам 1700 калории од, не знам, 1000 ги земам од здрав извор,
Меѓутоа другите 600 калории се претежно, не знам, чоколади, I get хамбургери your или point. слично. Да. Зошто е тоа поразлично и дали уствари е поразлично? Ако не ја наблюдуваме калоријата само од аспект на калорија како мерна единица за енергија, тогаш е тотално исто. Нели, не кажав преска макронутриенти, протеинот на грам има 4 калории, јаглехидратите на грам имаат исто 4 калории, мастите имаат 9 калории. Од тој аспект ако ги наблюдуваме 1800 калории, небитно од каде ќе дојдат. Но дефинитивно мојот одговор дали калорија е не, затоа што калориите не се гледаат само како енергија, туку се гледаат и по нивниот макро и микронутриентски состав, односно што се направени, не е исто ти да изедеш пица и не е исто да изедеш компир благ со брокула. Што ја прави тука разликата? Разликата што у пицата има само тесто, квасец и брашно, и што и да е пицата, каде што немаш никакви витамини ни минерали, а од друга страна ако изедеш благ компир или регулар компир со брокула, добиваш широк спектар на витамини и минерали кои што ги спомнавме преска во зависност од намирниците што ги јадеш. Така да секоја калорија дефинитивно не е иста и директно нашето расположение, нашето енергија, левел на енергија у текот на денот, нашите перформанси на тренинг, нашето либидо, нашиот хормонален баланс, значи кај мажите тестостеронот, хормонот за раст, не знам, други естрогенот исто така, значи сите општо хормоналниот баланс многу зависи од храната која што ја внесуваме, буквално храната што ја внесуваме во нас е гориво за нашето тело, исто како што ставаме гориво во кола, исто тоа значи за храната. Така да секоја калорија дефинитивно не е иста и препорачувам да луѓето имаат богато нутритивни намирници у текот на денот, избалансирани оброци кои што ќе ги снабдат не само со храна за енергија, туку ќе ги снабдат и со добри влакна за да имаат здрави црева, за да имаат добра енергија, за да немаат подуеност, за да имаат добар хормонален баланс, така да препорачувам да се внесуваат богато нутритивни намирници. А од аспект сега доаѓа тој момент кога вклопуваме калории, а сакаме да ослабеме, е сосема окей поради некоја социјална пригода, не знам, еве сега идат слави, на роден ден сте, нова година, што и да е, при тоа сакате да останете on track и сакате да направите резултати, теретаната и тоа како се чувствувате и како изгледате ви е битно, тогаш од тој аспект може да биде супер алатка луѓето да ја користат, да научат како да уфитуваат у нивниот вкупен калориски внеси по некој парче пица или чаша вино или 3 чаши пиво. Многу е битно, мислам дека тоа секој да научи да го прави, затоа што некогаш ќе се најде на некој социјален ивент каде што другите ќе прават работи кои што не се здрави, но сакаме сите да се напиеме чаша вино, да јадеме пица, да јадеме палачинка, така. И тоа е многу битно да научите, затоа што е пример тренерот ви дал оброк кој што има 650 калории, пример, и сега вие не можете да го изедете, вие сте на роден ден, можете да направите комбинација од 650 калории од прилика, пример чаша вино 180-200 калории, пример 2, испиете 400, јадете малце помалце, изедете парче пица или печеница, нешто whatever. Ја сваќате поентата да уклопите да имате 650-700 калории и на крајот од денот, ако тренерот ви задал 2000 калории, пошто он проценил дека со 2000 калории вие ќе слабеете, небитно дали сте изеле нешто што не е богато со витамини и минерали, односно намирница што не е богата со витамини и минерали, вие повторно тоа нема да влијае на вашиот процес. Нормално, ако се прави све во умерени граници. Да, али морам тука да се оградам, значи тоа е докажано, после може ќе допреме и таа тема, значи никако нема да биде резултатот исти, можеби човекот на вага, пример да земеме случај А и случај Б, едниот да јаде 2000 калории од здрави намирници, другиот да јаде од junk food 2000 намирници, можеби на вага или у обем ќе имаат исти резултат со истиот тренинг, значи зборуваме сега да имаме тука лаборатории да ги ставиме луѓето, значи они можеби ќе имаат исти резултат на лист, ќе кажем на папир, одма тука ќе се активира на лист, ама before and after сликите нема да бидат исти. Едноставно затоа што калориите се битни. Ама вајде крвната плазма, крвната слика. Апсолутно, како што реков, и хормоналниот баланс и секојдневното
секојдневната енергија која што оние чувствуваат дефинитивно нема да биде иста. Значи, you are what you eat. Ја многу верувам у тоа, да кој не верува нека направи 10 дена 5 оброци здрави, клин исхрана, 10 дена нека е шит, нека нема никаков распоред и ќе видите како ќе се чувствувате. Мислам, многу е убаво да се чувствуваш јако, здраво цело време, да си лин, да немаш проблем, да идеш редовно у WC. Значи тоа се многу underrated работи кои што луѓето не ги гледаат и којаш маци искривена сликата, о том потом тоа ќе дое. После тоа нема ни враќање назад, реално после здраво исхрана пробаш некој 10 до 21 ден. После тоа there's no going back, буквално. И сега тука навлеговме у тематика што мене ми е од особено значење, односно перфекционизмот во фитнесот, односно тоа да се биде перфектно, односно all or nothing mindsetот, се или ништо. И сега дали имаш ти пошто работиш со клиенти, дали ти имаш некои такви случаи, може за тебе лично, може и кај клиенти, кај што среќаваш се или ништо и на кој начин се решава да тој мајндсет премине од или ќе јадам све здраво, пошто еве сега да дадеме една конотација, еден пример. Цела недела си задавам, цела недела јас ќе јадам здраво, не знам 1300 калории, јас ослабнам, меѓутоа дојдам ли јас до допир на торта, после тоа дали настанува некој бинч или можеби настанува нешто што едноставно не е убаво за гледање или цела торта уствари јадеме. Да, Тоа најчесто се случува. Дали ти си имал некој таков случај? Веројатно тоа тргнува од мајндсетот као ај каснав едно парче торта, нека иде. Ај јеклер и сникерс и уште едно парче торта и кока-кола. Веројатно тој мајндсет тргнува. Да, мислам дека нема подобар човек да ја збори тема, затоа што не го спомнав тоа на почетокот кога се пронаоѓа, значи у средно оделение јас имав многу искривена слика за себе и лично го имав овој проблем, значи јас да покажам сега слики да може да покажам изгледав као од Етиопија, буквално бев као неухранет, слаб. Имав искривена слика себе си, се гледав како дебел и постојано нешто пробував, а реално не бев дебел, само бев неухранет и немав мускули. Све што сакав да ставам е да ставам мускули, но тоа не ми идеше добро затоа што исто и јас како тебе 5 дена пратам перфекционизам и после тоа сабота, недела, буквално викенди, преждерување и следниот понеделник сум на полоша точка него претходниот понеделник каде што сум бил, затоа што сум јадел се окей од понеделник до петок, ама дошло сабота и недела, удрил тој binge eating, јас сум изел на ден 4-5 калории, тоа прави тотално пореметување. Тоа исто така произлегува како кај мене тогаш и кај многу луѓе сега од тоа што луѓето јадат премалку. Значи јас добро, тогаш не знаев ништо, значи тогаш беа хидратите демонизирани скроз, значи какви хидрати, какви компир, какви ориз, какви макарони, леп, тоа нема шанс. Значи у глобала јадев по 10 јајца на ден, јадев стек, јадев месо, значи многу глупа, досадна исхрана, баш она катастрофа. И при тоа, иако го вложував тој ефорт, ја немав резултати. Ја не се чувствував, јас се чувствував окей, добро да до 18 години, 17, како да не се чувствуваш добро, леташ ти шо и да јадеш. Ама немав резултати, но само јас буквално 5 години немав никакви резултати затоа што се вртев во круг и не знаев, немаше као денеска да се побараш помош. Така да никако не сум за тој мајндсет перфекционизам, ајде идеме од утре, газиме и 50, 60, 10, колку и дена да издржиш. Газиш, резиснуваш на се, идеш на слава, ја као не јадам брат на диета, сум пазам. Не, као мислам дека тоа мора да умре и дека мора сите ова да си го сватиме како лајфстайл и тренингот да ни стане на сите како омиење заби и пазењето на храна. Значи јас се сеќавам, не ми текнувало да јадам порано, имало и такви периоди. Значи мислам дека тоа мора да умре, тоа мора, не знам, уште од основно оделение да се збори на таа тема, дека човек кој ќе стане треба да помисли што ќе јаде тој ден, ме разбираш? Затоа што, како што кажав преска, храната е гориво и тоа гориво одредува какви ние ќе бидеме. Можеби сега, 20-30, немаме никакви проблеми, али се што правиме сега ќе се одрази за 10, 20, 30, 40 години, бидејќи сме млади. Така да, совршенство не постои, перфекционизам и сето тоа треба да изумре, морате да научите дека ова треба да ви стане лајфстайл, вие секојдневно да се трудите да јадете тоа што му треба на вашето тело, односно квалитетни, богати, нутритивни намирници, кога ќе има некој случај како роденден слава, нова година и така натаму, да си дозволите што си дозволуваат и другите од социјален аспект, да не патите вие и кога ќе прекршите, имајте на ум дека тој еден ден нема ништо да ви значи, не прекршувајте да се бинџате до
до крај да не ви е добро, на каде да повраќате, мислам тоа не е добро. А на крајот од денот, ако стварно имате сериозен проблем, дефинитивно посоветувајте се, побарајте помош, дали тренер, ако тренер не помогне, психолог, пошто стварно тоа е више дизордер и може да настане. За среќа, јас не знам, постепено го решив така, некако си дојде природно, сваќам, гледам, сум прекршил, гледам, не ми влијае едно парче сникерс, едно парче торта, пица, ки искочам на дејт или не знам било шо. Гледам дека не ми влијае и сваќам дека јас све што треба е да најдам само некој баланс и да не претерувам, дека the dose makes the poison, као пица не е штетна, вино не е штетно. Мислам, не треба луѓето да ги делат намирниците на здрави и на нездрави. Мислам дека од тука произлегува сето тоа, бидејќи луѓето го демонизираат лебот, ги демонизираат макароните, демонизираат јадење после 8, не луѓе, као тоа е се булшит и мислам дека тоа треба да умре и ако тој мајндсет не се смени и сватиме дека ништо само по себе не е лошо, дека дозата го прави лошото, мислам дека сето тоа ќе си кликне. Што на крајот од денот пак си треба и грешки, искуство и километража и да си проиде сето тоа едноставно. За да го имаш менталниот склоп од се или ништо во еден убав баланс, дали истражуваше сам или можеби некој ти помогна низ процесот и колкава беше таа транзиција да тоа така си дојде на место? Реално за да си дојде на место некои 2 години, јас го имав тоа и од кога почнав да работам како тренер, реално. Имало периоди кај што сум бинџал. Не знам сега точно како беа почетоците, јас почнав па тука сам се трудев, па после некој не знам колку време што беше, како беше, имав операција сериозна, ја скршив коската, многу долго време не можев да вежбам и после тоа, а ја паралелно веќе бев тренер. Океј, се вратив на персонални, на онлайн тренинзи, излев катастрофа. Морав да земам тренер, виж, затоа што нели се збори тоа, не е више срамота тренерот да има тренер, едносно ментор, затоа што ние учиме тие луѓе, исто како што јас сега помагам на други луѓе, така тој тренер мене ми помага, пошто он бил на моето место и сега мене може да ми помогне. Така да би рекол 2 години. 2 години. Иако имало фаза на 5 години пред тоа кај што сум грешал, или 2 години од кај што сум почнал да го освестувам, да учам, да се трудам, да си дозволам пак да избинџам, ама после утре дента да станам со друг мајндсет, као окей, избинџа, тоа е тоа, стани се, продолжи си пак, ајде, направи што треба, направи степс, спреми си оброци за денес, иди у теретана извежба и прочитай некоја книга, исто така. Ќе збориме понатаму, али менталното здравје никако не смее да биде одвоено од физичкото здравје. Така да 2 години би рекол, имав ментор Душан Петрович, Internal Fit, поздрав, презадоволен бев од него, не знам, соработувавме многу ми помогна околу исхраната, околу тренингот, околу периодизација, рехабилитација, повреди, околу избор на вежби, дозирање на истите, како да се носиш со болки, со повреди, психички со сето тој дел, мислам, знаат спортисти и општо луѓе дека кога си повреден, тој ше психичка игра. Така да тоа би бил некој. Не знам ништо зборев. Ајде да навлеземе малку повеќе во тоа со повредите. Дали дали некој што пример е повреден, се нели зависи од повредата, ќе ми кажеш ти кој како може да вежба и дали воопшто треба да се вежба додека од кога ќе се повредиме? Кога се почнува со вежбање и дали воопшто треба да се вежба при повреда? Ја морам малце поспецифично да ми поставиш прашање, зашто ова ќе биде краток одговор. Ние сме создадени да се движиме и дефинитивно лежење и одмор, освен првите 36 до 48 сати од повредата, зависност, некој пат и одма на тренинг после повреда, зависност од повредата, али 36 до 48 сати може одмор. После тоа, што можеш, прави. Пешачење. Кревање, куфер по дома, кревај куфер. Значи, што и да можеш, прави, движи, да има blood flow, циркулација, да има крв по телото, затоа што токму тој blood flow помага у рехебот. Ајде да земеме најчести повреди. Сега мене ми текна на повреда на колено, на зглоб, дискус хернија исто така е доста... Да, дискус хернија не е ни повреда, да речеме, тоа е више као condition. Мислам, тоа е општо познато, се знам дека на светот кој што не е во фитнесот нема да му биде познато, да околу светот на фитнесот е општо познато дека тоа се збори дека може да земеш ти луѓе, има и студии докажано, значи земено пример 300 души што имаат болки, 300 души што немаат болки,
као овие што немаат болки, сигурно 200 испаднале, као преку 70% испаѓаат, имаат некаква си диагноза ако ги однесеме на магнет и на рентген. Значи ти ако сега немаш болки, можеш да имаш дискус хернија. Пример, ја немам моментов болки, сум имал дискус хернија, сум го прошол и тоа на дискус хернија, дископатија и оштетување на L5 и E7. Тоа беше пред, не знам, 4-5 години кога прв пат ја зезнав кичмата и исто проаѓав лекари, снимање и така натаму, кај што ми зборија дека не треба да тренирам, да вежбам. Тогаш имав болки, имав дискус хернија, сега немам болки, имам повторно дискус хернија. Идам да направам рентген, повторно ќе го покаже истото, но она што е најбитно, ние треба да видиме како човекот се чувствува, а не да се водиме според диагнозата. Ја тоа ностоп го коментирам на Инстаграм, така да не да пратиш само диагнозата, туку да пратиш како се чувствува човекот, затоа што некој пат самата таа диагноза може да ни направи многу поголем психички притисок и као ја сега имам дискус хернија. Као брат, ај наводно, не можам брат, имам дискус хернија. Брат, дедот ти тоа не би го кажал пред 6 години. Ако го викнат на нива, пошто после треба да иде да донесе дома за тебе леп, домати, бископа, компир и така натаму. Мислам дека малце многу сме омегнати на таа тема, ама оставам на тебе да поставиш попрецизно прашање. Аусори ти постави, ти рече колено, кичма конкретно. Така да дискус хернија, не, ја заборев што збориме, дискус хернија не е. Да навлезеш во да, сега. Кој е најчесто, не знам, кај клиенти, нешто што тебе ти кажуваат ова ме боли, тоа ме боли, не знам општо кај што гледаш. Најчесто реално имам врат, проблеми со врат, пошто многу се дојдето, проблем со врат, вежбање, апсолутно нема друг начин. Освен апчиња или креми, што мислам дека само го не мислам тоа само го замачкува проблемот, не го решава проблемот. Врат, кичма, колено и рамења. Мада се најчесто. Не знам, тоа е врат, кичма, колено, тие сите се зглобови, има проблем буѓе. Некој нешто лакт, значи има. У глобала све се решава со тренинг и со вежбање, тренинг со отпор, не е било каков тренинг, туку тренинг со отпор, тренинг со тегови, затоа што нормално и логично што е појак мускулот, тоа се појаки зглобовите и кога тренираме, не тренираме само мускули ние за физички изглед, туку се зацрстуваат и тетивите, и лигаментите, и коските, и зглобовите, значи се зајакнува целокупно тело, не само мускули и физички изглед. Така да, со секој проблем препорачувам тренинг со отпор, нормално, секој има различна историја на повреди, секој има различно ниво на утренираност, значи нема да има човек кој што дига 110 кила на бенч, има проблеми со лак, нема да има исти тренинг како, не знам, Петар по физичко, професорот или Петар по физика е физичко, да претпоставиме дека и он вежба и дига. Пример, Петар по физика нема да има исти тренинг како овој што дига и 110 кила, пример. Така да све тоа индивидуално, пристапот према повредата е индивидуален од аспект на тоа колку луѓето може да издржат у моментот, историја на други повреди, колку може да спијат у моментот, колку денови може да одвојат за тренинг у моментот и така натаму, као многу фактори влијаат. Не би да навлагам сега специфично, пошто е тоа баш специфично и зависи од човекот, треба да земеме као еден човек и све да спомнеме за него, кај работи, што работи, кога спие, колку време тренира, кај го боли, колку го боли, дали некој пат пробувал да го лечи, сите тие фактори да ги земе, па да се направи некоја си програма, али у глобала тренинг е клуч за рехабилитација, затоа што ти кога си повреден треба да носиш до местото крв, да има blood flow. Зашто? Затоа што ти носиш богато нутритивна крв. Таа крв наша е полна со нутритивни вредности, се навратиме на муавето дали секоја калорија е иста. Не, апсолутно и носиме ние таму богато нутритивна крв, која што таа крв го убрзува процесот на регенерација токму со тој blood flow. Освен физичкиот дел од рехабилитација за повреда, ти имаш, кажа, повреда, си имал повреда на рамо. Не, на рамо, коска, нека се гледа овде коска хумерус, тој сака нека истражи дистална фрактура, докторот го отидел се чудеше, рече дека треба 1500 кила товар да пројде за да се случи ваква повреда, као буквално коската ми беше на пола. Тоа е тоа прашање. Сега менталниот дел мене повеќе ме интересира. Како се справи прво дека не можеш да вежбаш на почеток сега, веројатно? И како ментално се справи, што ти помогна да Не знам, немав никаков проблем. Не сум правиот човек за ова, немав никаков проблем.
Само што се случи тоа, бев насмеан, сите другари као зашо тебе, како ова. Првите зборови се најажи. Првите зборови кога влегов у кола ми беа жими се ако се враќам жими се ако лажам за да кажам. Првите зборови кога влегов у кола ми беа јас се враќам појако тоа. Така требало да биде. Едноставно џабе. Што да си ја трујам и мачам главата да го вратам времето назад за да не постапам така. Не можам. Се што имаме сега, у моментот, да бидам присутен, да видам што треба да направам за побрзо да се вратам појако од повредата. Затоа што секоја повреда, ова важи особено за спортисти, секоја повреда е прилика за вие да се вратите појаки, да ја искористите. Тоа и се случи, така да не сум правиот човек, не знам како да се борите, имајте на ум. Тоа не знам, валја имајте на ум дека не можете времето да го вратите назад, се што имате сега, бидете присутни и гледајте како може да бидете подобри види. Дефинитивно Тоа. јако свитрав склоп по не знам кој пат. Толку ментално паднав. И после тоа толку ментално ми беше јас да се вратам. Прво имав корона, па и само што почнав да вежбам, се повредив и после месец дена ништо не вежбав, демек пешачев во вона, ма толку беше ментално тешко. Пример, некој тоа да ми го каже дека ќе се вратам уште појако, ќе ми беше многу убаво да го слушнам од некој, затоа и те праша. Сега кажа дека тебе од тогаш, сега што сватив, 2 години ти требале за да се вратиш во форма. И сега некој тоа го сакаат за 3 месеци или дури 3 недели пред свадба, пример 3 недели диета. Што мислиш за тоа? Мислам, отприлика знам што мислиш, ама еве на луѓето да им објасниме малце што е конзистентност и како да стекнат конзистентност во вежбање, исхрана и The magic is in the work you're avoiding. Tips and tricks. Да. Како да останете константни? Направете си да ви биде интересно, колку може тоа. Значи, еве на тренинг, ако не ви исполнува класична теретана, направете си нешто што ќе ве исполнува повеќе. Јас сум тој човек што класична теретана не ми исполнува. Сакам, значи, олимписки дигања, сакам и скокови, сакам и спринтови, сакам и медицинка, фрлам. Тоа, гледајте од аспект, ако можете тренингот барем да си го направите поинтересен за да едва чекате да идете на тренинг, пошто ќе правите нешто интересно, а не да помпате бицепс или да гурате, ако тоа не ви е интересно, или обратно. Реално многу помага си земеш тренер. Многу помага. Мене као 60-70% од клиенти ми имаат кажано ти да не си нема дојам, што е и разбирливо, до некаде сите се бориме за да заработиш, за екзистенција, фамилија, обврски, стрес, работа, нешто се случило по дома на некој близок и слично, така да мислам дека тука кога си го имаш терминчето тренер исто така многу помага во целиот процес и исто ако сака човек да направи резултат, мора прво мајндсетот и главата да бидат средени луѓе. Као не можеш да направиш резултат ако ти веруваш дека после 8 дебеле. Јадење после 8 дебеле. Не можеш да направиш резултат ако мислиш дека оризо дебеле. Не можеш да направиш резултат ако мислиш дека за 2 месеци можеш да станеш као Роналдо. Као ја тој го проблем го имав кога се гледав себе си као дебел порано, као ја мислев дека сите треба да бидеме као Роналдо, а 7 и 8 пек дијам. Као и јас затоа се гледав дебел, усвари бев као од Етиопија, као сега кога ги видам слики, кога ќе сватам колку сум имал искривена слика, тоа било хаос. И сега да живеам ова време, да ги имам тие години, дефинитивно со Инстаграм, со TikTok и се до тоа мислам дека би побарал помош, пошто реално било за помош и јас значи имав многу бев слаб, да покажам сега слика, тоа е стварно како исушен, пресушен. И јас сум се гледал као дебел. Така да, ако имате некоја искривена слика, земете се тренер, направите си муавет, психолог ли, нека ви помогне. Во целиот процес за да останете константни, пошто не е целта да направите 3, 4, 5, 6 месеци да си го измалтретирате телото, да направите before and after и као еве на Инстаграм, нема поента. Ако главата не ви е средена, нема да направите трансформација. Прво мора тие всадени уверувања да се искоренат, да се инсталираат нови, па после да се почне целиот процес и тоа е мојот пристап со секој клиент и секој клиент може тоа да го потврди дека никога не работам шаблонски, не работам само еве ти пари, еве ти програм толку. Не, разговарам со луѓето затоа што многу верувам дека ако главата не е средена не можеш да направиш резултат. Пошто сум го прошол исто, сега да кажам walking the talk. Има обично тренерите си на некој начин психолози со клиенти кои работат особено физички.
И сега дали на пример тебе тоа ти влијае во секојдневието, пример не знам имаш неколку тренинга на ден и сите тие различни клиенти ти раскажуваат различни работи. Дали тоа кај тебе влијае? Кај тебе ментално? Ментално не. Или не? Не. Ментално не ми влијае, нормално е да си исцрпен некој пат, затоа што не секој пат сите клиенти имаат добри причи, као life sucks. Се дешаваат срање во животот, некој треба да иде на операција, некој умрел, некој не знам, whatever, али да, исцрпува, ама од друга страна име полни, не, као еве ти кажав сега кога дојдов пред снимање денес, петок цела недела е турбо, хаос, газење, тренинзи, работа, сабале станав у 6 вечер се прибирам дома у 9 people, пресреќен сум, така да не ме бута тоа, ми исполнува баш напротив и многу сакам кога денот ми е фул. Као имав еден професор, тој ми беше идол по англиски и од него ми останат и секој пат кој да ме праша како си, чим се работи добро е. Така да, не ме бута. Свига. Да. Много јако. И спомнај фестинг. И сега многу луѓе тоа го користат за при слабење. Да, го користат као да алатка за направат калориски И дефицит. окей, калориски дефицит, пошто помалку јадат автоматски. Ама некој кој јаде пример исто калории во една одредена временска рамка, односно во интернет фестинг, или да ги јаде истите калории, дали има разлика прво тука? И можеби кои се другите бенефити и не бенефити, тоест да не што се disadvantages и advantages. Види човек, многу е неблагодарно сега да одма да почнам црни работи за фестингот. Иди. Затоа што не, знаеш зашо? Затоа што луѓето многу ги вадат работите од контекст. Човек, прво почнуваме од тоа што ти е целта. Фастинг е супер алатка и за да креираш калориски дефицит ако тебе на тој начин ти одговара да слабеш. Е супер алатка за подобрување на здравје затоа што се случува cell repair, tissue repair, кога не јадеме, си има и тоа свое зошто. Али пример ако човек сака да вежба и сака за година дена да стави што повише мускула, да намали масти, дефинитивно фастингот не е најдобрата опција. Така да прво би почнал од тоа што ти е целта, пошто све може да биде корисно во даден момент. Се зависи што ти е тебе целта и у која фаза се наоѓаш. Пример ќе дам. Ја на пример не сум човек што фаста. Јадам се во моментов она баш 100% и сум мил преп со све од не знам кој септември. Но може да се случи еден ден тотално 24 да направам фастинг да направам затоа што едноставно ми одговара и чувствувам како ми се регенерира и ми се освежуваат рецепторите и после од утре дента имам подобар респонс на храната што ја внесувам. И многу ми одговара затоа што сум машко активен и јадам као 5-6 пати као не се дојадува колку јадам и некој пат ми е мака да јадам. И зимам и правам фастинг и ми е супер алатка и ми функционира, дури го правам често, често. Еднаш месечно правам сигурно. Cool. Така да фастингот, ајде маце подлабоко, фастингот може да се најде у повеќе облици, може 16 по 8, значи 8 сати не јадете, 16 јадете, може да биде обратно, може да биде 20 сати не јадете, 4 сати имате window прозорец кога јадете. Као што кажав, може да биде супер алатка, ако тебе тоа ти функционира, се чувствуваш јако, здраво и ти функционира едноставно, небитно дали за да креираш калориски дефицит или едноставно за да имаш енергија, многу луѓе сум слушнал дека имаат енергија, поголем фокус, тоа доаѓа од аспект на тоа што кортизолот и адреналинот би се повисоки кога не јадете за разлика од кога јадете, али ако works for you, go for it. Така да може да се најде корисна алатка. Тоа не би кажал сега немој фастинг, лошо е фастинг или не. Прво што ти е целта, па после се одредува дали фастинг или нешто друго. Да, али многу е глупо мислам да го користите фастингот ако сакате само да ослабете, а на пример се мачите у тие 18 сати додека не треба да јадете и ви сега да јадеш ама на фастинг. Брат, како фастинг, не ме зезај, мислам 21 век е толку информации, толку тренери, као не ти треба фастинг за да ослабеш. Се што ти треба е калориски дефицит, троши повеќе од тоа што слабеш и ако некој пат ти сега да си на фастинг и си речеш ми сега ама не на фастинг сум, многу глупо брат, така да јади. Дефинитивно. Не знам зашо гледам у камера човек. Лавало. А ми рече не гледам. Немој да гледаш у камера. Пред подкастов нели зборнавме за уште некои суплементи. Дали кажа све од суплементите преска или има нешто што ја испушти?
Има Тие weight нешто што- gainer, fat loss, weight gainer, fat loss, значи weight gainer ти се протеин кој што има повише калории, шеќери, ако некој има проблем со накачување на мускули или со апетит или стварно не може, има луѓе кои што се стварно hard gaineri, тоа е многу тешко. Многу потешко е да ставиш мускул отколку да ослабеш. Да, би дал на клиент weight gainer, fat loss би дал само психички ако на некој му влијае. Fat loss у глобала тие суплементи се на база на црн и на зелен чај, имаат плюс некој бета-аланин. Ама како Али- помагаат тие? Не помага. Они може у моментот да ти помогнат тебе повеќе телото да ти црпи од мастите, ама тоа што тебе у моментот телото повеќе ќе ти црпи од мастите не значи дека ти ќе трошиш масти. Значи само тоа што А еднакво на Б не значи дека Б еднакво на А и обратно, затоа што у моментот ти идеш на тренинг си се напил некој таков суплемент кој што претежно ќе ти црпи од мастите, како што е L-карнитинот, али тој учествува у оксидација на мастите, а не у трошење, у слабење на мастите. На крајот од денот ти може да тебе телото ти црпи повеќе од мастите, ама на крајот браче пред да си легнеш, ако ти не си бил у калориски дефицит и овертайм на недела дена, на 2 на 3 не си у калориски дефицит, џабе ти е секој суплемент што сакаш. Џабе ти. Мислам дека ги користат за кога нели Потење? 100 А. Не, тоа го немам слушнато се уште. 100% мора да биде сведена исхраната и на крајот на калорискиот дефицит тогаш би можело да помогне. Ја лично ќе кажам, ја у моментов тестирам суплементи, јас сум бил секаде against it, од аспект на не овие цинк, железо, магнезиум, не тие суплементи, никога не сум користил, само протеин и креатин сум користил. Сега користам, значи, триполуси, BCA пијам, пред сега катот кога го правев у септември го користев оној Animal Cuts, кој што е стварно добар суплемент, исто се промовира како топач на масти, го пиев, го пробав. Ма исхраната ми беше средена и мојот став е на крајот од денот дека ако јас истото сум го правил од аспект на исхрана, спиење, хидратација, тренинг, а не сум го земал суплемент, ќе ги имав истите резултати. И тоа го гарантирам затоа што не сум скромно као пред 4 месеци тренер и претходното лето ваде форма и претходното лето ваде форма и наредно лето ќе вадам форма, така да минатото лето не пиев ништо. Изгледав боле. Не изгледав боле, ова го не изгледам боле, окей, али и си изчистив исто како што си изчистив и годинава со суплементи, мислам дека е waste of money. Може да помогна психички, али ја не сум тој лик кој што функционира на плацебо, јас добро знам дали нештото ми помага или е плацебо, така да не осетив никаква разлика, искрено. Али исхрана on point, тренинг on point, спиење on point, everything on point, плюс суплементи makes no difference. Да зимаш суплементи, а да не ти е средено ова, пуши. Дали имаш клиенти, се ме интересира, што пример не спијат доволно и како тоа влијае врз нив, освен што има истражувања кои што емоционално влијаат, пример прагот на надразнување се помал и многу емоционални стануваат луѓето, и за тоа се полути, побесни, полесно се иритираат. И сега како тоа влијае во физички аспект, пошто сонот е клучно за регенерација. Сонот да би бил доставен како суплемент, би бил најскапиот суплемент, толку скап што никој нема да може да си го дозволи. Значи у сонот, у таа REM фаза се случуваат сите чуда, регенерација на мускули, се лачат битните хормони, хормон за раст, репродуктивните хормони и така натаму. Значи спиењето е многу битен фактор, има и студии кои што се релевантни и добри студии кои што покажуваат луѓе кои што пратат иста исхрана, исти тренинг, све исто, само спијат различно, едни ве легнуваат после 12, други ве легнуваат пред 12, значи на крајот имаат тотални различни резултати од аспект на намален body fat и зголемена мускулна маса, као no bullshit. Вистина е, може секој да го провери, може да ги оставиме доле студиите во опис на ова видео. Имам клиенти кои што спијат помалку, значи одма се разликува луѓе. Спите, легнете после 12, у 1 легнете, 1,5, станете у 7,5, сабајлето станете, пробајте да си ја стиснете раката, ќе видите самиот грип, самиот стисок колку ви е помал, со самото тоа помал ви е фокусот, зевате,
немате концентрација, така да нема што поише да се збори, сите имаат осетено како е да си наспан, како е да не си наспан, тие што одлучуваат повторно да се не наспани, не ги разбирам, они си знаат. Многу Да. битно спите пред 12. Не е битен само квантитетот, туку е битен квалитетот, да си легнете пред 12, да се одвијат сите тие фази, да влезете у таа REM фаза, како што кажав, repetitive eye movement, кај што нашите очи вака се мрдат, не знам дали некој го знае. Тука се случуваат сите чуда и трудете се што повеќе минути и сати да пројдете таа REM фаза. Не можете да го испитате, немаме пари, скапо е. За оние сати што ги користите, плацебо, булшит, глупости. Јако. И се имаш онлайн и физички менторства. Да. Кој повеќе го преферираш ти? Тоест прво да почнеме како идат онлайн и физичките менторства кај тебе. И на кој начин е пристапот кај ниве, на кој начин пристапуваш кај другиве и кои се pros и cons за истите? Да, како што кажа, значи јас имам 2, односно 3 услуги. Индивидуални тренинзи, онлайн менторство и хибрид менторство. Индивидуални знаеме што се, онлайн знаеме што е. Хибрид менторство е каде што пример 2 тренинга работиме само заедно, а 2 или уште 3 или само 1 тренинг клиентот работи сам. Таа опција имам направено за некои луѓе кои што многу ми имаат до една луѓе, брат, страв не да правам чучен сам, страв не да правам дедлифт сам и исто така да биде и по пристапно за цена, затоа што помалку време тренираме заедно у текот на неделата, автоматски е поевтино и works fine за сега. Таа опција, така да што ме праша друго, за да некој ми стане клиент, прво мора да го пополни прашалникот, јас да видам дали би прифатил соработка. Да, имам одбиени соработки од X причини, може после и за тоа. Мора да го пополни прашалникот, да ми прати слики, ако одберам да соработувам, тоа е тоа, во рок од 7 до 10 дена изготвувам план за тренинг и план за исхрана врз основа на неговите информации, значи прашалникот си имам прашања дали имаш повреди, операции, дали си алергичен на некое јадење, колку кила, колку си висок, така, значи базични информации кои што ми прават јас да добијам некоја си поширока слика за човекот и барам слики. Според сликите исто правам почетна програма и почнуваме. Рокаме, клиентот си, ако сме онлайн, си тренира, ми праќа видеа, секој четврток ми е ден за апдейт на клиенти, треба да праќаат слики и извештај. И според нивните слики извештајот, значи треба да пишуваат дали име малце, многу тренингот, дали гледаат прогрес, у обем, у огледало и според тоа они што ми пишале у извештајот, јас правам подесување за тренингот и исхраната ако е потребно за наредната недела. Индивидуални тренинзи, тоа е тоа истиот процес, прашалник, слики, јас правам програм, си почнуваме заедно, тренираме 1 на 1, сме у теретара, работаме 2 на 1 и тоа е она што е главна разлика помеѓу онлайн менторство и индивидуални тренинзи е тоа што нели индивидуални сме заедно и онлайн не сме заедно. Предноста на индивидуалните тренинзи е што јас стојам на глава и кажувам за битните работи, односно ги потсетувам луѓето за битните работи и ако некој не работи правилно, можам одма да го коригирам. Иако никој нема одма да знае да го прави тоа, поготоа ако е почетник, затоа што едноставно треба барем, овој научно да кажано, барем 500-600 повторување од тоа си некое ново движење, за да тебе тоа да станеш економичен од тоа движење, да стане природно. Пример, дали е тоа чучен, дали бенч, дали се склекови и така натаму. Барем 500-600 повторувања направи за да тоа ти стане природно. Тоа е единствената разлика, но онлайн менторство е одлично, значи више 3 години, имам доста клиенти, сум направил доста трансформации, сум помогнал на доста луѓе, може да се направи одличен резултат, да се постигне одличен резултат само ако клиентот е посветен. Значи тие клиенти што даваат редовно фидбек, праќаат слики, пополнуваат извештаи, се јавуваат на Viber, праќаат видеа, може да направат одличен резултат, буквално истиот резултат како и да сме заедно. Затоа што мене ми оди супер давање насоки на луѓе и преку куцање, преку Viber, гледам дека тоа функционира, си го задржав тоа како услуга и си тренирам со онлајнот. Тоа, да, единствено што сега нешто да кажам. Не знам што сега да кажам. Ќе ме прашаш, ќе ми текне, да. Ја запишав што треба. Ај. Одбиено соработки.
Да. Кои се Па, критериумите за? не, сега дека нешто ја гледам лудо. Мгм. Одбиени се работи ако не се чувствувам стручен за некој си проблем. Мгм. Имав многу беше одамна, не знам што точно беше, ама жената имаше проблем со двата колка, немниот дури, мислам дека вештачки, болки, инекции, значи као одма. Тоа се вidi. Одма не се чувствувам стручен, Да. значи мора сериозно да си ја сватиме работава као тренери, а не само за да земеме што поише луѓе да имаме за што поише пари, а направиме квантитет, никако не бркам, само квалитет. Така да тоа сега конкретно, иначе имам одбиено Мгм. поише преку 10, може да биде жена со обично жените најчесто имаат дисбаланс на хормони, некои пореметени хормони кои што не сум прифатил. Ако е нешто по бейзик ќе прифатам, ама ако е спрега на хормони каде што све е изместено и плюс касни циклус, пример да речеме, откажувам. Али иначе имам помогнато на доста луѓе со тироидна, имам помогнато на луѓе со инсулинска резистенција, имам помогнато на 4-5 девојки сигурно да вратат циклус. Тоа со некои малце по-основни работи се држам и со здравствени завалувања работам, не само рехабилитации на луѓе кои што сакаат да научат или да подобрат форма или да влезат уште у подобра форма, ја зборим естетски, значи не само со такви работам и со луѓе кои што имаат проблем со холестерол, со триглицериди, инсулинска резистенција, пример. Така да. Фер. И нешто друго. Не знам тоа. Одбиени со работки беше тоа. Па тоа, Да, толку тоа. тоа. Значи би одбил со работка само ако не се чувствувам спретен за случајот. Не спретен, спремен од аспект на знаење. Дали може би уште некои такви тренери што не одбиваат пример тешки случаи, каде ги упатуваш? Нормално имаат стручни тренери за тоа. Зависи до што е, да. Сега на пример ова со колку не знам кој би го препорачал, тоа беше Мгм. таму, не знам дека само одбив со работка, а за други имам препорачано да. Постојат подобри тренери од мене, Имам, ако да. тоа е прашањето, да, мој мислам, свати специализацијата порано е искрено? различна. Да, Специализацијата порано е се различна, правев, тотално порано се нормално. правев паметен, значи на секоја тема зборев на Инстаграм на почетоци дека она кога мислиш дека све знаеш у првите Мгм. 2 години, пошто си научил нешто малце поише физиологија, анатомија и лудница, мислиш дека ку знаеш што знаеш и влагав во ендокринологија, така да се правев паметен зборев за хормони, после кога сватив колку е тоа широка наука и сватив дека врска си немам, уште дека е само многу бейзично моето знаење. И престанав да се правам веќе паметен, така да сега си се држам до моето и гледам да си се фокусирам само у моето. Рехабилитација многу ми исполнува, предност има само тие што се повредени, значи ако треба да одберам со кој би соработувал. Рехабилитација луѓе многу ми исполнуваат, работа со деца од 10 до 16 години многу ми исполнува. И исто понатаму се гледам себе си као можеби некој специјалист за со деца од аспект на пореметување лордози, кифози, сколиози и такви работи. Да, Тоа ќе малце те прашав што посериозно. Ќе тоа остане за крај. Добро. Или крај. Фер. Не е Па крај. имам уште неколку теми сега тука што ги пишав, можеш слободно си додаваш што сакаш. Па не знам, тоа само да кажам преска за програмите, дали индивидуално и дали онлайн, мислам дека она што ме прави мене различен е затоа што се фокусирам на секој клиент посебно и гледам да му дадам тоа што му треба на клиентот и затоа преска не сакав кога реков intermittent fasting одма да го оцрнам фастингот, затоа што мислам дека ништо не е лошо, ниту кетото, ниту high carbs, ниту intermittent fasting, ништо не е лошо, се може да биде корисно, работата е што е твојата цел, што работи за тебе и што функционира за тебе, што можеш ти да се стејнеш на долг рок. Значи, џабе ти е перфектниот план, џабе ти е најдобриот тренер, џабе ти е све ако тоа трае 3-4 месеци. Боле е иди вежбај 4 пати неделно што ти дојде, него програм од тренер кој што не можеш да го пратиш. Боле ако имаш 45 минути, иди вежбај, фрлај нешто таму, прави споти се, рад направи за тебе нешто добро. Ако на крајот од денот имаш ендорфини, ќе бидеш посреќен, допамин, серотонин и така натаму, ќе излачиш некои хормони, ќе направиш некоја спрега на не знам што. Секогаш. Не, тоа е клучно, конзистентност е клуч. И сега мене тука ми стои како прашање, секојдневие на тренер. Не се докажав иначе. Што ми беше А. муавет? Муаветот ми беше дека не се паќам ова моево е најдобро, и јас сум најдобар тренер, дојди кај мене. Не, јас се трудам со секој клиент посебно
да најдам што за него работи. Мгм. Ќе пробаме и кето, ќе пробаме и high carbs, ќе пробаме и фастинг и ќе видиме што за тебе работи. Исто и со тренингот, ќе пробаме поголем интензитет, ќе пробаме помал интензитет, ќе пробаме 3 пати, ќе пробаме 4, ќе пробаме push pull legs, ќе пробаме бодибилдерски, ќе пробаме атлетски да вежбаме, значи како и да е. Не продавам ова е најдобро дојди ради тоа да вежбаш со мене. Мгм. Не, мислам дека треба да дојдеш со мене затоа што ако сме индивидуални ќе се зезаме и ќе вежбаме ќе имаш резултати, ако сме онлайн како и да сме, ќе ти се фокусирам максимално на тебе и ќе се потрудам да ја разберам твојата рутина, кој си ти, што сакаш да правиш, што тебе ти одговара за да функционираш на максимално оптимално ниво. Ај сега мене ми текна до кај сме ние со не само ментално здравје, пошто е многу веќе премногу зборано, ама со Не е премногу, ди тебе ти кажав, премногу? значи на тренинг не е премногу, сите треба да зборат луѓе, катастрофа сме. Значи тоа што ни е премногу на мене и на тебе ние, пошто сме у таков круг, има луѓе Фер. кои што не слушнале за Фер. ништо не слушнале. Зборете Док- и поише тренери, значи тоа ме нервира, значи имало многу тренери, секој стана тренер. Да, тоа Тоа е сакам факт, да стварно кажам. стана секој тренер, брат, ама више ако стануваш тренер, земи, значи учи и биди добар и труди се за твоите клиенти, што ги имаш еден, ако го имаш максимално вложи се у него. Иначе не мислам дека имам премногу тренери, премногу психолози, дека многу се збори за Мгм. ментално здравје, баш напротив, мислам дека малку се збори и дека треба уште да се збори. Да, не, така е, уствари цело време кога пошто дека слушам цело време и мене ми е како окей. Нас ни е така, Да, не е да, така ама- иначе. Да. И тоа сакам да те прашам пример до кај сме со физичково здравје повеќе, дали не знам како да се поправи тоа од на општествено ниво, но пак трга од индивидуалното и мене секогаш ми е тоа прашање како од индивидуално на општествено и обратно. Не знам што да ти кажам. Реално, од аспект на луѓето дека имаат повише свесност за да земат тренер и да идат на психолог, мислам дека не е више толку табу тема и дека го прават тоа, но пак мислам дека имаме се повеќе и повеќе дебели дечиња во училиште, во основни училишта, уште и се повеќе и повеќе хронични заболувања од модерни болести, деменција, Алцхаймер, дали е некој заболување со коски, дали е, значи расте бројот на срцеви удари, на холестерол, значи на бейзик работи. Така да мислам дека не одиме у добар правец, а од друга страна мислам дека е крената доста свесноста. Не знам како да кажам, не знам, Од ал двете. се темава е да, ете, ова е факт дека има повеќе срцеви удари, дека има луѓето повише холестерол, триглицериди, дека се подебели, дека стапката на умрени луѓе е зголемена. Едноставно го гледаме тоа, ама од друга страна гледаш стварно секоја теретана е полна, гледам значи ние конкретно у палестра, не знам 10 тренери сме сите имаат работа. По 5 да имаш клиенти од 10 50 се. 50 луѓе вежбаат со тренер само една теретана, што е окей. Пута 10 5. Да. Така да. Така е мал бројот. Да. Но добро и мала е Македонија реално. Добро пак. Да, али не знам како е, не сум паметен, не знам. Еве, јас се трудам со тоа што промовирам здрав живот, како е на македонски lead by example, како го водам Или то со сето тоа англиски? со пример, го покажувам, вежбам, се трудам, правам мил преп, станувам рано, ментално сум јак, не знам, ете се трудам некако и мислам дека сите тие ние, иако не се чувствувам како јавна личност, ама мислам дека треба да што се повеќе Се и повеќе да збориме на таа тема, да. Јасно. Леле, може ќе бидам банирана после ова што ќе го кажам. Ама сметам дека огромна улога играат ти. Кажи ми се. Мислам дека односно не мислам факт е дека здравствена организација го е сите тие здравствени организации на светско ниво, на државно, на регионално ниво, самото тоа што дозволуваат огромен процент на многу производи во продажба. За разлика од пред 100 години, каде што све било базирано на домашна храна, сега е све со 300 состојки на едното. Не, ова зашо банирано, баш nice point, гледаш, не ми текна, значи тоа е Може психолошки. закон има некаде што не Не, го не. читаме. Тоа и многу влијаат Има. на нас, на нашата психологија, затоа што ние како луѓе не купуваме рационално работи, туку емоционално Да. и ти кога ќе видиш некој Доритос или некој кукиња украсени, вакви, такви дизајни, па се нова година, па ќе стаеше на срна Дедо Мраз, па луѓе се примаат на тоа и трошиме пари, а управо си да, како што Да. кажа, кузне што све има таму, Да, страшно.
емулгатори, немам помни што све има за да тоа стои колку што стои, колку што има рок на траење. Порано било баба правела квасец, месела леп, млеко исто домашно, сирење исто домашно, млечни производи домашни. И били многу во движење. И Не како да, сега нормално, технологија, сега имаш човече 8 достава за сати маркет. вака. И имаш достава за маркет, мислам, прават дебили од нас. Добро, нема веќе. Не Па може тоа. така е. Мислам, ја мислам дека не сега да ме свати некој дека Мгм. порано било подобро време. Не, никако не мислам, мислам дека живееме у најдоброто време ever. Само ние треба паметно да го искористиме иво со TikTokов и со Инстаграмов и све што се дешава е предобро, само треба да филтрираш, да знаеш што правиш, што следиш, кого следиш, да бидеш свесен колку време проаѓаш на нив, односно колку време трошиш, не проаѓаш, колку си го трошиш времето на Инстаграм да си бинџаш по рилови, по TikTok и така натаму, ама од друга страна, значи одлично време кај што можат луѓето да следат квалитетни и добри луѓе, да научат многу за без пари, да имаат технологија, заработуваат пари од дома и мислам дека живееме у бомба време. Не може боле од ова за мене. Имаше Ендрю Хюверман баш кажа вика внимавај што конзумираш, тоест дали ќе бидеш консумер или ќе бидеш креатор. Да, па тоа е исто како со храната, you are what you eat, you are what you consume. Тоа е исто. Некој може ќе се спротивстават на тоа you're what you eat. Но. Не знам, има сега многу контрадикции околу исхраната и мене страшно ме иритира дека цело време, пример јас сум била некоја што ги тригер гледала во зборување за калории или слично, ама сега од друга страна гледам дека и повеќе треба да се зборува на тоа, ако е правилен пристап, ако е све правилно, ако е индивидуално за тебе. Калорија треба да знаат луѓето што е калорија. Тука влагам уште едно прашање. Дали мислиш дека треба да се бројат калории, дали не треба да се бројат калории? Или ми се свија подкаст. Дека многу Че јас јам да откажам тренинг, жити си. дека имаме време. Дека имаме дека многу нарушувања во исхраната настануваат и од броење калории, ама исто така настануваат и од многу други ментални растројства и трауми. И сега, дали, пример, не знам сега ти дали си имаш соочувано со тоа, ама не знам клиенти, твое мислење околу истото, броење калории или не? Нема да кажам пак да или не. Броење калории за мене да, затоа што ми е многу добро да си бидам екзактен, да знам точно колку сум изел, дали имам простор за уште нешто. Нормално дека нема, сега некој пат ако чувствувам дека сакам уште нешто, без разлика на калориите, ќе си го земам тоа уште нешто. Тоа се враќаме сега на темата назад, кога зборевме за јас за себе, за перфекционизам, кога за конзистентност, значи дозволете си го тоа нешто. Некогаш ќе направи повеќе добро отколку лошо. Со тоа што психички ќе ви направи добро, индиректно ќе ви влијае и на вашата форма и на понатаму на целиот фитнес, на целото фитнес патување. Мерење калории, да, според мене, затоа што зошто да не знаеш, на пример идеш у Грчка на одмор, сигурно пратиш колку колата ти троши гориво, така и колку ќе ставиш и си правиш математики. Зошто да не знаеш колку гориво точно ставаш од своето тело, не би рекол само за луѓе кои стварно тоа им прави психички проблем и за луѓе кои што ако им прави психички проблем, па не можам сега, например, тоа најчесто го имаат луѓе кои што биле overweight, не можам брат сега мерам да се оптеретувам со тоа што ќе одма не го замарам човекот. Али да, одма да се оградам, значи можеш да направиш добро тело, можеш добро да изгледаш, супер да се чувствуваш и без мерење на калории, тоа апсолутно си стои, има многу примери, имаше јас лани од август или септември до пред 2-3 месеци, година дена, значи 2-13 месеци не броев калории, пак изгледа добро. Сега бројам, изгледам уште боле, пошто бројам калории и се до тоа е in check. Тоа, ја би мерел, али оставам на човекот. У глобала јас им викам на клиентите кои им давам у грамажа, сега да мери, кога работи со тренер на вага, мора секој, што пак имам 2-3 клиенти имам што не мерат ни на вага, не као ги учам околу исхраната само и им кажам што од прилика да јадат да си стават, али пак да внимаваат да не претеруваат и ги учам да си го слушаат телото, да јадат малце поспоро, пошто сите негде се брзаме да јадат малце поспоро и да видат вистински кога ќе се најде и да
престанат со јадење, да не се преждеруваме па после 8 сати да не ти се јаде. Така да имам и такви клиенти кои што не ни бројат ни грамажа, али сите клиенти им пишувам грамажа и барам да се мери храната пред термичка обработка, што за него тоа е единствениот начин да знаеш колку ти е базален метаболизам и да знаеш колку треба да јадеш ако сакаш да слабееш, ако сакаш да ставиш мускулна маса. Така да, тоа не знам, може пропуштив нешто. ама- Не, па тоа е генерално. Тоа е, да. Ја би додала и пример. Многу е битно и во кој момент, односно на кое ниво е човекот, каде е моментално дали е во фитнес или во ментално здрави аспект гледано, и дали треба да почне дека многу огромни, пак се навраќам на нарушувањето со исхрана, дека многу е првично да се обрати кон психолог ако стварно е тоа некое преогромно нарушување, ако е поради некакви ментални расстройства, него да биде само поврзано, дека не е на крајот од денот ништо поврзано со телото. И со така читав студии, дека само до тоа што сме огромен дел од популацијата се гојазни и дебелината, да, па така е. Не, ти се смеам дека е српски. Дека дебели дуе. Вољда е Се српски, едно, мислам. не е битно. Не? Немам појма, Ево, немам појма. Добро. И момент, што ми беше мислата. Извини, те прекинав. Моментот дека чека се. Не знам. Те зезнав, нема веза. Гојазност? Моментот дека сме дебели, нешто со мерењето на калории сакаш да се поврзаш. Леле, Свич, си те зезнав толку, јас, извини, што да толку. правам. Нема везе бе, подкаст е лабаво, не се замареј, што си правиме муавет. Ќе ти текне сигурно, уживај. Не знам ни Ќе јас ми што- текне кога ќе завршиме. Не знам што сакаш да кажеш, стварно нешто поврзано со мерење на калории, дека има не мораш вајда да мериш калории. За трумата, чека. Аха. Дебелината уствари зашто јадеме повеќе, тоа све се сведува на некаква си траума што имаме ние од детството. И многу ме, ако сега дури учам за тоа, уште не знам по-конкретно, ама е многу интересна тематика, кој што уствари зашто посегнуваме по повеќе храна, зашто се прејадуваме, дека не е само ради пратење калории или all or nothing mindset. Има многу суштински позадини позади тоа и е многу, не знам, Да. кој ќе работам со клиенти понатака. Ќе видим. Ама прејака тема што би ја зборнала некад. Да, се од тој аспект, не знам, тоа е поише за работа за Да, психолог. психолог, Право. Тоа. Не видам на влага. Не дека нема тука прашања, но се толку имаш. Немам пример. Чајови за слабење. Па тоа е фетлос. Да. Тоа е сите, значи фетлос суплементи се примарно на Без база на врска. црн и на зелен чај и плюс уште некои други работи кои што спомнав пред карнитинот или нешто ако се препорачува да се користат пред тренинг, имаат некои вајда бета-аланин за зголемен blood flow и подобра пумпа, може да има цитрулин. Тоа се сите Сега, толкова. за да подкастот има смисла, тоест нема да има смисла ако ја не го поставам прашањево. Што има за смисла. тебе што за тебе е смисла? Тоест не смисла како збор, туку што прави за тебе смисла во животот освен тренинг и пратење на И исхрана? супер Или може прашање. само тоа? Супер прашање. Дека има Ама дај ми сигурно малце различни 10-15 аспекти, секунда. нормално. Има различни аспекти во секој не е само тренинг и исхрана, туку нешто Шо знам. милион. Не знам, мене се у последно време тоа си го чувствувам и сам со себе си го зборам. Многу ми е добро, не знам. Многу не се чувствувам уопште како да не работам. Се чувствувам како да не работам, а работам минимум по 8 сати, 10 сати, постојано сум со луѓе. А никогаш баш сега пред некој ден, не знам со кој правев мове, но знаеш дека никогаш не сум кажал кога ќе ме прашат кај си е на работа, ева на тренинг си у теретана. И цело време сум така на брзање. Никогаш не работам усвари. Така да тоа е да има смисла, значи да ти има смисла животот, да ти биде исполнет, да бидеш среќен со тоа што го правиш, на крајот од денот и тоа што те прави среќен да ти носи и пари, мора да најдеш начин. Тоа е за мене да има смисла, да си имаш, не знам, и фамилија има смисла за мене скроз. Тие се некои вредности и фамилиарни исто, да си имаш фамилија, деца, да стоиш нешто позади себе и тоа ми има смисла. Само биди среќен, најди што те прави среќен и свеки ти има смисла, не знам. Според мене тоа е најбитно. Тоа е завршното. И не знам што друго да кажам. Не знам, некоја порака. Порака за луѓето за што не крај? слушаат, значи не знам.
Биди тој човек што секој пат у собата полна со луѓе крева рака, биди човекот што прашува, биди човекот што не му е јасно, биди човекот што не се срами, биди човекот што сака да напредува, биди човекот што се труди и се грижи за себе како физички така и ментално, пошто физичкото тоа што се грижи за себе физички ќе ти се одрази и ментално и обратно, прави тешки работи, не ги одложува обврските само поради тоа што денот е надвор дожлив и врне или те мрзи и не ти се станува од кревет, не стани, направи го секој ден, изгази и верувај дека вечер кога ќе идеш у кревет ќе бидеш премногу задоволен од сам себе. И тоа е, дечки. Трудете се, сакајте се, вежбајте, инвестирајте у себе. И да, мора да дојдам уште еднаш на подкастов. Многу теми има се збори за фитнес. Значи, ова е многу basic, јас сакам многу подлабоко да навлеземе у сето ова. Да, сето ова. Да видиме каде, зашто ете и покрај толку тренери и Инстаграм и ТикТок и 21 век и слобода секој да си земе право да напише нешто, зашто пак не го правиме тоа како што треба. На крајот од денот имаме толку информации. Дали можеби тие у смисла, дали можеби тие информации само не блокираат и не знаеме после од каде да почнеме, ако се ставам у кожа на некој си почетник кој што никога нема вежбано и сега треба да почне и сега ја промовирам едно, друг промовира друго, трет промовира трето, негде прочитал после 8 не треба сега, негде прочитал најубаво е на гладно се вежба пошто тоа од вечерта ти црпело од мастите, пример, некои такви нонсенс ствари. Сага малце подлабоко да навлеземе Нам уште време. Нареден подкаст. Поставаме треба ради мора да има концепт, не ајде ако имаш може, ама ја би го оставил со концепт. Ајде. Со концепт. Па да може има. малце да начнеме, па следно. Ако имаш прашања, сега не можам да почнам да зборам. Како еве усмислена, еве јас сум почетник, пример. И кој да слушам? Од кај да почнам? На интернет, сакам да истражам, да барам. Што како да те слушам. Епа, леј сега, ако не направиш пред некој ден рил као неколку грешки што би ги сменил пред 8 години, би земал тренер, реално би земал тренер, ама ако не можеш да се дозволиш тренер, било која причина, почни, подобро е да правиш нешто отколку ништо, ако си машко, прво почни со своја тежина, пленкови, сайд пленкови, склекови, од аспект на тоа што го читаш и ќе го конзумираш, гледај да биде релевантно, односно луѓето што ги пратиш да бидат како што ти сакаш да бидеш за одреден временски период и многу битно, се ако си мал повторно, а не е возможно, ама ако си плюс 18 и више размислуваш со своја глава, исто и кога ќе прочиташ нешто, размислувај со своја глава, филтрирај го, запрашај се, нема одма да си го зимаш здраво за готово, запрашај се, прашај и на друго место, можеш да си истражиш сега со AI, значи ChatGPT е одличен, Google исто, значи можеш да си срчаш, да прашуваш, немој све да зимаш здраво за готово, филтрирај ги информациите, затоа што како што кажав преска во подкастот, не е се црно или бело, не е ова најдобро и не е ова подобро од ова, не е 20 повторувања подобро од 10 и обратно, значи се може да има смисла и се може тебе да ти се најде корисно у одредена фаза. Тоа е едноставно. Ако не можеш да си дозволиш тренер, почни сам, пробувај, читај, тоа што го читаш, пробувај го на себе, ќе правиш грешки, што е нормално, и тие се неизбежни, и грешките се тука со причини и се супер зашто не прават подобри, појаки, попаметни, све по. Тоа. Да. Е па добро за следна епизода. Да, може, ќе направиме концепт, може. Тоа е тоа. Абе, може да раскажам нешто? Да. Не се спремам. Морам да ви раскажам каде му тебе ќе. Морам да ви раскажам луѓе како ја запознав Ангела. Значи идеме за Будимпешта, нема везе, ја запознав тука на аеродром Ангела, слушајте ме. Ова е људина човек. И ми се, ја нема везе, се запознаваме тука, здраво Антонио, нема везе, добро, тераме и Будимпешта сега со девојка ми шетаме, идеме некое тркало нешто, се возиме и Ангела, здраво Ангела. И вика, тички, да не ви паднале вика пари. Прво пишав на кате. Да, не знам, сега тој пишава на девојка ми, окей. Вика, тички, целата потресена. Не ви паднале пари. И викам, не. И викам, најдов пари, ама потресена, мислиш, ку знаеш што нашла? И вика, најдов пари, вика, глупо ми, вика, што мисли да ги оставам, вика, толе. Викам, буда, ја не знам. Викам, буда, дали си, викам, зимај парите и терај гајле тие, викам, што ти е, будала.
како доле да ги остави, она сака да ги остави у билетара, па тие не се будали, ќе си ги земат за себе. Ја викам терај живе. Вика бе, као, не се малце пари. Шо нашла сега 3000 евра нашла, 500 свели љакови. И викам, добро бе, колку пари? Он вика 150 евра. Ја имав еден новчаник на слип таков, само за картици и за пари, ама со врвче беше. Имав 150 евра и знам дека беа пребиткани, пошто новчаникот беше мал, пошто еврата се поголеми од динарите и не ги собираш. И беа пребиткани и ги стави, нема вези, и вика 150 евра. Викам, чуе, ја моето не ама нема шанси, и викам да го влеже на целиот. И вадам и гледам, че викам, абе, мојс, дојде. Не знаете колку беше среќна, ама вистински, значи она се гледаше дека и беше притисок тоа, што нашла пари, што не се нејзини парите. Така да, ете, и тоа е порака. Бидете добри луѓе, правите добро, пошто со добро ќе ви се врати, верувам. Не знам како ви се вратило, не знам дали ви се врати, ама да, така После тоа ја многу се израдувам. И иначе ми вика, јас тебе те знам, ми вика нешто, не знам што ми кажа, многу си добар тренер, вака така те пратам и ја викам фала ти, желам да ми враќа пари, ми вика дека си добар, боле ами. И ми станува клиент за 2 месеци. И што да ви кажам, така запознав Ангела. Леле рилке направо, што да знаеш. Тоа кај сечи. Договорено. Тоа е тоа. Да, Одлично. прејако беше. Леле каква фаца има. Пари, ама многу пари вика. Колку е 150 евра? За сега подкаст да правиме. Да. Зашо му одбра мене? Као тренер зборам. Не, ти кажи, не знам. Пошо. Ја не знам иначе зашо Не, луѓето стварно, на шо, јас врз стварно основа те на што пратев. бара тренер. Ја те пратев многу време, многу ми се свиеше пристапот на кој што сториња да ги ставаше, сториња, постови. Викам тоа понака еден ден ако плаќам тренер тука Ова е. и тој беше клучен, еден од клучните моменти со картите поврзан, викам чим со карта, викам супер е човекот. Ти толку. Така. Јасно. Јако. Thanks. И ова беше смешно. Супер. Сечи.